Да преминеме на темата. Зборуваме за троангелската вест, 14 глава Откровение, 6 и 7 стих, и така ќе отпочнеме и со оваа тема. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност и на секој племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Минатиот пат, ако се сеќавате, оние кои што бевте тука пред едно, 2-3 саботи, колку беше, застанавме кај бојте се од Бога. Тоа ни беше последната тема. Оно што подете му слава беше, се извинувам. Сега следи делот од стихот кој што вели зашто дојде часот на неговиот суд. Значи, ова е дел од првата ангелска вест. Ова е дел од Евангелието. И што вели стихот? Ке дојде часот, или? Стихот вели дојде часот на неговиот суд. Значи, додека се проповеда Евангелието, веќе е дошол часот на неговиот суд. Знаеме дека судот опфаќа 3 фази, меѓутоа во случајов станува збор за оваа прва фаза, или така наречен истражен суд, кој што се одвива додека Евангелието се проповеда, или ние поточно знаеме дека тоа соодветствува со почетокот на чистењето на светилиштето, а според 8 глава Данило и она пророштво од 2300 денови ноќи од 9 глава на Даниил, или Данило, ние веќе живееме, длабоко сме навлезени, да кажам, во периодот на тој антитипичен Јом Кипур, или чистење на светилиштето, или на тој истражен суд. И како што велат зборовите на Елен Вајт, судот започнува со мртвите, а кога ќе премине на живите, тоа никој жив од нас не го знае. Значи, живееме токму во тоа време. Кога израелците во времето на Јом Кипур што правеле? Скокале, се радувале, се веселеле, или? Не. Молеле, постеле, ги смирувале своите души, за да не се случи да бидат изфрлени, вели, тамо од кампот израелски. А во денешниот случај да не бидат извршени од книгата на животот. Тоа е оно што се случува горе на небото, веќе колку ќе му дојдат од 1144 навака, рачунајте, 100 и кусур години, 160, 170, колку ќе му дојдат. Самата порака, самиот стих, првата ангелска порака не е повикува да се вратиме малку назад, значи ќе зборуваме за таа прва фаза од судот или за истражниот суд, назад, уште во времето на создавањето, за да некои работи ни бидат појасни. Че нема толку да зборуваме сега за 2300 денови и ноки, веќе знаеме дека судот веќе е започнат. Ке зборуваме за самиот суд. Битие 2.7 не е првиот стих со кој што би отпочнале, не сметајки ги овие од Откровение. Битие 2.7. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките, и така човекот стана жива душа. Се поставува прашање, дали некоја сте го поставували ова прашање, што значи овој здив на живот? Што е тоа што Господ, или Адам бил оформен од земниот прав и се доека не го добил овој животен здив, бил неподвижен, несвесен, едноставно како да бил мртов. Го добива животниот здив и станува жива душа, и од моментот кога почнува да дише, да живее, што се случува? Значи, Адам и Ева се единствените кои што не се родиле по пат на кој што ние сме се родиле, биле создадени возрастни. Меѓутоа, од тој момент, од како биле создадени, почнува нивниот мозок да процесира информации од сите тие 5 сетила што секој од нас ги имаме.
Информациите ги добиваме преку 5 сетила. И мозокот почнува да работи и да процесира, како налик на процесорот. Процесорот на компјутерот е всушност мозокот на компјутерот. И Адам почнува да го формира својот идентитет од тој миг. Сега, што се случува кога човекот ќе умре? Познатиот стих од книгата на Проповедник 12.7 ќе ни каже недвосмислено дека се случува всушност обратниот процес. Проповедник 12.7. Последната, глава од Проповедник, 12 глава, 7 стих. И се врати правот во земјата, како што дојде од неа, а духот се врати при Бога кој го даде. Тој животен здив, овде е наречен дух, или ќе видиме понатаму што всушност опфаќа тој. Еве сега кажавме, Адам почнува да работи, мозокот почнува да му работи, да процесира се, почнува да се оформува тој негов идентитет. Кога умрел Адам после 930 години, замислите си колкав долг процес на процесирање е тоа, на информации, на создавање тој негов идентитет. Што се случува сега со неговиот идентитет? Здивот отишол, што подразбира Библијата всушност под дух или тој живот, животен здив, не е само енергија во прашање, многу повеќе. Што се случува со идентитетот на Адам? Имаме некуп стихови во Библијата кои што кажуваат дека некој горе се запишува. Сега во термините тогашни, пошто луѓето разбирале и имале книжни свитоци или книги подоцна, и тоа книжни свитоци, се вели дека некој таму запишува во книжните свитоци. Буквално секој момент од нашиот живот. Или во наш денешен термин, или можеме да кажеме дека сето тоа е снимено на хард диск, или не знам како можеме да ја опишеме таа технологија, или што Господ ја има. И всушност не ни знаеме во буквално што е тоа Господ, нели, каков е и што е и со што располага, али во тогашни термини е запишено дека во книжните свитоци се запишало. Еве, ќе отвориме неколку стихови, ќе разгледаме. 2 Коринќаните 5.10. Второ послание до Коринќаните 5.10. Ке видите зашто почнавме од овде и зашто вака, на ваков начин. Второ послание до Коринќаните 5.10. Зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да прими според она што направил во своето тело, било добро или зло. Како тоа, факт е дека сите треба да се појавиме пред судот и секој треба да добие според она што го направил, било добро или зло. Кој го има? Кој ги има тие информации? Што се сме правили ние? Што правиме во текот на денот? Тоа некаде е запишано. Следен стих, Матеј 12 глава, 36 и 37. Овој стих ќе не замисли зашто треба да внимаваме што се зборуваме и како зборуваме. Какви сме на јазик. 12 глава, Матеј 36 и 37. И ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден, зашто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. И делата, и сето оно што го правиме, и зборовите, сето оно што го изговараме, се запишува. Се снима, да кажем. Проповедник 12... прво послание до Коринќаните 4.5, доволен овој. Прво послание до Коринќаните 4.5. Затоа не судите ништо пред време, пред да дојде Господ, кој ќе го извади на виделина, на видело, скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата и тогаш секој ќе прими пофалба од Бога. Делата, зборовите, ама и не само тука, и не само тоа, туку и скриените намери. Што јас сум имал намера да направам. Не сум го направил, ама сум имал намера, сум имал таква замисла. Дури и тоа се запишува. Се снима.
Откровение 20:12. Овој стих повторно, подосна ќе го разгледаме. И ги видов мртвите големи и мали како стојат пред престолот и се отворија книжните свитоци, еве ги, и друг книжен свиток се отвори, книгата на животот, и на мртвите им беше судено според оно што е запишено во книгите според нивните дела. Значи, еве, постојат книжни свитоци и еден друг книжен свиток, кој што нарече книга на животот, на јагнето, а во оние други книжни свитоци, ако читате Дух на пророштво или Големата борба, ќе видите дека спаѓаат книгата за спомен, кој што се запишени добрите дела, праведните дела, но и меѓутоа има една друга книга со извештаи за сите човекови гревови. Буквално се. Се е запишено или снимено, ќе кажеме пак со денешен јазик. Е сега, во книгата на животот, што се запишува? Се запишуваат имињата. Додека во претходните книжни свитоци се запишани сите настани, се што сме помислиле, се што сме направиле, во книгата на животот се запишани имињата. Еве, да речеме во истата 20 глава од Откровение, последниот стих вели: и кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огнено езеро. Во Филипјаните можеме да читаме 4 глава 3 стих. Еве, ќе отвориме Филипјаните 4 глава 3 стих. Стои вака: да, те молам и тебе, верен другар, помагај им, зашто заедно со мене се трудеа во проповедањето на Евангелието, станува збор за Еводија, за Синтихија погоре, сестри, верни сестри во Христа, во проповедањето на Евангелието, и со Клемент, и со другите мои соработници, чии имиња се во книгата на животот. Еви стихови, докази дека во книгата на животот се запишени имињата, а во оние други книжни свитоци и добрите дела, и лошите дела, и мислите, и помислите, и зборовите, буквално нема што нема запишано. Е сега, еден од фактите го спомнавме. Според 2 Коринќаните 5:10 видовме дека секој ќе излезе на судот. Без исклучок. Секој ќе се појави на судот. Втор факт околу судот, што се однесува до судот, е запишан во Данијел, или Данило, 7 глава. Значи, книгата на пророкот Данијел, 7 глава, 9 и 10 стих, да видиме кај се случува, кај се одвива овој суд. Во нито една судница тука на земјата. Туку, горе на небото. 9 и 10. Гледав, престолите беа поставени и прадревниот седна. За кого станува збор овде? Старецот или прадревниот? Отецот. Облеката му беше како снега, значи опис негов. И вели таму во 10 стих: 1000 му служеа, 10.000 по 10.000 стоја пред него, судот седна, книжните свитоци се одвиткаа. Сличен речник, како претходно што читавме. Овој стих укажува дека на тоа дека судот се одвива на небото. Пазите се, секој треба да излезе на судот. Судот се одвива на небото, а од Откровение 14:6 и 7 заклучивме дека првата фаза од судот веќе е во тек. Додека се проповеда Евангелието. Кај сме ние? Ние сме на земјата. Починатите се под земјата. Како тоа сите ќе се појават на судот? Е прашањето сега. И еден друг факт, во Матеј 16:27 стои вака. Матеј 16:27, исто битен факт. Зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот татко со своите ангели и тогаш ќе му даде награда на секого според неговите дела. При неговото второ доаѓање ќе им даде награда на спасените, живот вечен. При неговото трето доаѓање ќе станат мртвите злобни или неправедни и тие ќе си го добијат пак својето, според нивните дела. Значи, кога се добива наградата? Дури при второто и третото Христово доаѓање. А судот се одвива. Пазите сега, имаме еден момент тука. Сите треба да излеземе на судот,
Ние сме живите овде на земјата, другите мртви се по земјата, и како тоа ние излегуваме на судот? Како тоа? А судот е на небото. И па да се подсетиме, што претходно зборувавме. Што е тоа дух? Тој животен здив. Дали е тоа само некоја енергија, не знам, животна или кажавме дека секој од нас во текот на своето живење го пишува својот идентитет. И сето тоа се запишува горе. Има, значи, запис за нас горе. Денеска со оваа современа техника можеме многу полесно тоа да го сватиме. Ако сега да земеме да пуштиме сега овде преку прожектор, тоа ше проешки опишт. Мислам, воопшто нема местото тука, него ајде. Или дури уште подалеку оди техниката, денеска имате холограми, да имате цели концерти, ќе излезе пеач, као да е тука, меѓу вас, се шета, во вид на холограм. Ви изгледа како да е жив. Тоа ше проешки, не е меѓу живите. Меѓутоа, ако го гледате на платно или било како, за вас на некој начин како да е жив. Односно, вие гледате некој миг од неговиот живот кога тој бил жив. И сега, каков вид на тој запис е за нас горе, не знам, пак предпоставувам, може да предпоставиме според ова денешна наша технологија и она што ние сме го измислиле со 3 до 5% функционален мозок, па може да замислиме каква е технологијата горе. На некој начин, сите ќе се појават горе на судот, не живи, ние живееме денеска овде, а може би веќе започнал судот врз живите, и не можеме да не испратат со ракета горе, па не знам тамо некаде, па мислам, не можеме да стигнеме до тоа место, за да се појавиме пред судот. Тука е на кој начин? Нашиот идентитет. Кога зборуваме за духот, само еден момент да спомнеме некои стихови. Ако отвориме во Дела, 7 глава, 59 стих, ова е кога Стефан ќе биде каменуван и ќе издивне. Што вели Светото писмо? Дела 7.59. И фрлаа камење на Стефана, кој повикуваше велејки: Господе Исусе, прими го мојот дух. Не вели прими го духот, ако тоа е само некоја енергија, туку прими го мојот дух. Ако читате тамо, и тоа во ревидираниот превод е подобро преведено, при воскресението на Јаировата керка, стихот вели: и се врати нејзиниот дух. Исус кога го испуштал духот, што вели? Оче, прими го мојот дух. Значи, овие стихови укажуваат на тоа дека секој од нас има свој дух. Не е тоа само некоја животна енергија, која што ја сите сме ја примиле. Не, туку духот нешто повеќе опфаќа. Слушате го сега цитатот од 6-тиот библиски коментар, на 1093 страна. Тоа е коментар кој што Елен Вајт го дава врз прво Коринќаните 15 глава, кај што се зборува, знаете, за воскресението и за животот воопшто, смртта и така натаму. Слушнете го коментар. Вели, нашиот личен идентитет е сочуван при воскресението, иако не е истата материја каква што заминала во гробот. Знаете, кога мртвите ќе воскреснат во Христа, оние мртви, ќе воскреснат во обновени тела, во безсмртни тела, значи тоа не е таа иста материја како претходно кога умреле, меѓутоа идентитетот се чува, е сочуван, и кога тие ќе воскреснат, што се случува? Им се враќа идентитетот. Вели, чудесни се Божите дела, односно чудесните Божи дела се тајна за човекот. Духот, внимавајте, духот запирка карактерот на човекот. Много јасен цитат. Духот запирка карактерот на човекот, се враќа кај Бога. Ова е во случајот на смртта, нели? Се враќа кај Бога, за да таму биде сочуван. При воскресението, секој човек ќе си го добие својот карактер назад. Еве зашто велиме само карактерот ќе го однесеме на него. И ништо друго не е поважно од карактерот. Значи, тој дух
Не е само здив. Тоа е нашиот идентитет, тоа е нашиот карактер. Умираме, Господ го сочува, или еве денеска живееме, се е запишено горе. Сите наши манири, навики, мани, греови и се буквално што правиме. Да читаме во Јов 12 глава. Овие стихови некојаш ме зачудувале малку, ама сега се појасни кога ги разгледуваме во ваков контекст. Јов 19 глава. Книга на Јов 19 глава. 25 до 27. Јас знам добро, вели Јов, мојот избавител живее. Ови се зборови прекрасни, кои што често пати знаеме да ги прочитаме и за време на погреб. Јас знам, мојот избавител живее и тој во последно време ќе застане над земјата. А кога мојата кожа се раскине, тога знам, во своето тело ќе го видам Бога, јас ќе го гледам Него како свој, моите очи ќе го гледаат, а не некој друг. Што значи ова? Моите очи, јас во моје тело ќе го видам, а не некој друг. Значи, еви да се распаднам, јас со својот идентитет, јас ќе бидам тој што ќе го видам. Идентитетот се сочувува и после повторно се враќа. Сушто карактерот. Значи, како мртвите ќе излезат на судот? Еве, читавме во Откровение, пак да се навратиме на тие стихови. Како ние ќе се појавиме на судот? Откровение 20 глава. 11 и 12 стих, да ги прочитаме повторно. И видов голем бел престол и оној кој седеше на него, од чие лице побегнаа земјата и небото и не се најде место за нив. И ги видов мртвите, големи и мали, и како стојат пред престолот, и кога се однесува на судењето на мртвите неправедни, меѓутоа истиот е процес, стих кој што може да го земеме во случајов на мртвите праведни, како ќе заминат и ќе биде испитан нивниот случај на судот. И се отворија книжните свитоци, и друг книжен свиток се отвори, книгата на животот. И на мртвите им беше судено според оно што е запишено во книгите според нивните дела, според своите дела. Са интересен речникот овде, може некој ќе рече, па нели, кога умреш, одма заминуваш или во рајот или во пеколот. Колко е безсмислено, значи, било да е праведниот, било да е, поготово неправедниот, да сега го зимаш од пеколот, мора да се земе од пеколот и повторно да се однесе пред Господа и да му се суди, кога тој веќе е, мислам, пресудено го е. Затоа што, кога ја добиваат наградата, пресудата, што читавме? При второто Христовање праведните, при третото останатите. Многу е безсмислено ако веруваме дека, како што веруваат мнозина, дека веднаш после смртта некој заминува или во пекло или во рај, или значи веќе му е пресудено. И наградата или казната ја добил. Видите, овде вели дека ќе им се суди според оно што е запишено во книжните свитоци. И сега да прашам, ако тие се живи, да речеме, живи настапуваат пред Господа, вземете, замислите се еден суд, како е целата таа судска постапка, што се случува? Осудениот се брани, кажува своји искази, има свој бранител, има обвинител и така натаму. И тоа овде никаде не гледаме дека има одбрана од страна на... Туку се гледа во книжниот свиток што е запишено, односно се гледа, се прати, тој снимен негов живот, идентитетот негов. Излегува пред Господа и според тоа си го добива заслуженото. Значи, 20 глава Откровение, 11 и 12 стих. Јас пак би го повторил овој цитат од 6-тиот библиски коментар. Значи, нашиот личен идентитет е сочуван при воскресението, иако не е истата материја каква што заминала во гробот. И вели после, духот
запирка, карактерот на човекот се враќа кај Бога, за да таму биде сочуван при смртта. А при воскресението секој човек ќе си го добие својот карактер назад. Дори велат цитати од големата борба, било праведниот, било неправедниот, во моментот кога ќе умре, ако тоа се случи да умре, да речеме на половина мисла, на половина збор, на половина реченица умре, знаеш што се случува кога ќе воскресне? Продолжува токот на неговите мисли или неговиот говор. Да, значи буквално така е. Застанува тука пауза. Стискаме пауза на филмот, да кажеме, неговиот живот, и потоа пак стискаме, продолжува. Тоа е тоа. Значи духот, оној животен здив, не е само животен здив, туку е целиот наш идентитет, нашиот карактер, всушност. Сега, излегуваме пред судот, нашиот идентитет. Со што ќе се спореди нашиот живот? Со што се споредува? Со едно нешто. Со моралниот закон. Значи, ќе бидеме судени, како што вели Јаков, според законот на слободата. Што правиме кога Римјаните 3 глава, што вели? Каква е нашата состојба како грешници? Римјаните 3 глава. Сега го гледаме оној аспект, зошто, ако сите овие работи ги наброивме, како тоа сега судот спаѓа во радосната вест, затоа што тоа е дел од Евангелието. Читаме првата ангелска вест, со силен глас ангелот го проповеда Евангелието и меѓу другото дојде часот на неговиот суд. Како тоа судот е радосна вест? Че реков Римјаните 3 глава, 10 стих. Што вели? Како што е напишано, нема никој праведен, нема ниту еден. 19 стих. А знаеме дека се што вели законот им го зборува на оние кои се под законот, за да занеми секоја уста, за да биде целиот свет звиновен пред Бога. И 23 стих, што вели? Зашто сите сгреши им недостасува Божјата правда, односно слава. Што правиме тогаш? Римјаните 6.23 пак вели уште дека и плата за гревот е смрт. И како тоа ние излегуваме пред судот? Кога сите ние сме грешници, ние уста не може да отвориме во наша одбрана. А во Захарија 3 глава го имаме обвинителот, од друга страна, Захарија 3 глава е она добра умова слика, што ни дава Захарија за тоа како би изгледа судот. Потоа им го покажа Исус, велесвештеникот, кој стоеше првиот стих пред Господовиот ангел и сатаната што му стоеше одесно за да го обвинува. И сатаната има силни аргументи. Значи, само во случај, ако ние во Христа излеземе пред судот, тоа е за нас радосна вест. Христос е нашиот адвокат, нашиот застапник, оно што не брани. Само во Христа тој момент е радосна вест. Ако не е така, тоаш немаме никаква одбрана. И ќе бидеме осудени на сета вечност и ќе завршиме во огнот. Значи, дали сум јас во Христа е прашањето, и за тоа веќе често пати, неколку пати сме зборували, меѓутоа повториме неколку стиха. Јован 15 глава. Лозата и прачките, можеме најубавиот опис овде ни го дава Христос. Јован 15 глава од 5 до 7. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод. Зашто без мене не може да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде фрлен надвор, како прачката која што е исушена, ги собираат и ги фрлаат во оган и ги горат. Две опции. Ако сме во Христа, даваме многу плод овде, вели, односно, ете ви го и спасението. Меѓутоа, ако не сме во Христа, тогаш се знае кај е крајот. Филипјаните 3 глава, што значи тоа?
да бидеме во Христа. 8 и 9. Павле претходно се фали нели во овие стихови колку добар фарисеј бил. За да подосна кога го сретнал Христа, каже дека се сметам за ѓубре, едноставно за безвредно. И вели во 8 стих: во суштина јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа и да се најдам во Него, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа. Правдата од Бога врз основа на верата. Само вака можеме да бидеме во Христа, оправдани по вера, според заслугите на нашиот Спасител Христос. Кога ние би испаднале со своја правда, ние своја правда не немаме. Видовме кои сме и што сме. Грешници. И Римјаните 8 глава, 1 стих, што не велише овој стих? И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и кои што одат, односно живеат не по телото, туку по духот. Нема осудување. Ние во некоја известна смисла, ако сме во Христа, не ни излегуваме на судот, така кажано. Или, рековме, се одвива чистењето на светилиштето, небесното. Во овие мигови доека ние живееме. И сега таму се чисти или едно или друго, се бриши или едно или друго, или се бришат нашите греови, доколку ние сме во Христа, доколку ние сме се покаяле, доколку ние сме го признале за свој Спасител, доколку сме му предадени, се бришат нашите греови, а останува нашето име во книгата на животот. Или, спротивно, ако нашите греови не се покриени со неговата крв, тогаш се брише нашето име од книгата на животот. Во моментот се чисти светињата, горе на небото. Ако сме ние во Христа, тогаш нема осудување за нас. Затоа што Христос излегува во наше име пред Отецот. И вели, правеше што правеше. Меѓутоа, тој е едно со мене. Тој нема своја правда, меѓутоа јас го покрив со својата праведност. Или Јован 5.24, да го прочитаме. Овие стихови ги разгледувавме од неодамна. Односно, одамна беше тоа уште лани. Јован 5.24. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смрт во живот. Нема осудување за таквите. Ете зашто судот, доаѓањето на часот на неговиот суд, не треба воопшто да биде страшно за нас, туку треба да биде радосна вест. То спаѓа во радосната вест, во склопот на Евангелието. Тоа значи дека крајот е близу, ќе се очисти светилиштето и Господ конечно ќе стави точка на гревот на беззаконието. На крајот ќе завршиме со Прво Солуњаните 4 глава. Каде што е опишано Христовото второ доаѓање и што се случува со оние што се во Христа. Само тие, прочем, ќе можат да бидат живи кога Христос ќе дојде. Зошто 15 стих, значи Прво Солуњаните 4 глава 15 стих. Зошто ова ви го кажувам преку словото на Господа, дека ние кои живееме и остануваме до Господовото доаѓање, дај Боже да останеме, јас верувам дека сме таа генерација кои што ќе останеме до Господовото доаѓање, нема да отидеме пред оние кои умреле, ама кои умреле. Зашто самиот Господ на заповед, при глас на архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа. Стихот јасно кажува, мртвите во Христа ќе воскреснат прво, потоа ние живите, кои останавме, а ќе останат повторно оние кои што се во Христа, останатите ќе бидат уништени со Христовото доаѓање.
Ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците во воздух, во пресрет на Господа и така за секојаш ќе бидеме со Господа. И вели, утешувајте се еден со друг со овие зборови. Она што за нас е битно е да бидеме во Христа. Факт е дека истражниот суд се одвива, ние живееме во тоа време. Таа прва фаза од судот е за време на проповедање на Евангелието. И дури потоа Христос доаѓа. Откровение 14 глава од 6 до 12 се трите ангелски вести и се проповеда. А потоа во 14 стих од истата глава Исус доаѓа. Значи, тоа се случува пред второто Христово доаѓање, тоа ни е јасно, тоа се случува во наше време, судот се одвива на небото, видовме како, на кој начин ние сите ќе се најдеме на судот, и мртвите, и ние живите, но оно што е најбитно е да бидеме во Христа. Иако се случи, може би, да ете, на некој начин заминеме од живите, да умреме, ако умреме во Христа да умреме. Нека му е слава на Бога. Амин.